Почитувани колеги, почитувани председателки, значи приносението на бюджета на община Битола на 25 и 26 декември 2014 година споменавте кои са аномалиите на така карираниот бюджет. Вие се обидувате денес отговорница да не разобедите в спротивното, меѓутоа цифрите и фактите кажуваат нещо друго. Значи нема да навлегувам по суштината на ставките кои што се предмет денес на ребаланс на бюджетот, значи каде се имате кратење. Меѓутоа она што излегува на површина се токму капиталните објекти, капиталните инвестиции кои што овој бюджет ги нема. Значи се кратат тие ставки каде што најпоќе треба да собереме пари во бюджетот на општина Битола. Че моите колеги претходно спомена и Валентин зборуваше на таа тема и останатите дискутанти. Не сакам да се повторувам. Значи, вие секогаш не думате дека некој друг е виновен, а не вие сами. Значи, во оваа ситуација ќе испадне дека ние сме виновни зашто бюджетот не може да се реализира на општина Битола. Не, значи, бюджетот на општина Битола не може да се реализира од две работи. Едната е неправилно и не преамбициозно планиран. И втората работа, општата состојба и клима во Република Македонија, вклучително и општина Битола, која што владее во стопанството и економијата на државата. Зошто е тоа така дојдено? Значи, вие тоа треба да го знаете, бидејќи вие сте на власт, десетина години ВМРДПМ е на власт и не треба да барате никој. Тоа што се обидувате тука да еромотизирате ова цела ситуација, не држи вода. Значи, еден ваш министер или прв министер што ни шарени патичина имаше на негова изјава, рече вистината е како шило ќе врти ќе излез. Еве изгледа. Значи, ние можеме да пишеме бројки и цифри колку што сакаме. Колешка да може да не убедува дека тоа е мед и млеко дека тече во градот, меѓутоа еве вистината излезе на површина. Една колешка во својата дискусија спомена дека домашниот есап не излева на пазар. Епа не излева колешка. Нема пари. Пари нема. Прашањето е каде се парите на граѓаните. Како ги потрошивте парите на граѓаните? 10 години, 250 милиони евра потрошени во општина Битола, на видели на ништо. Значи, минатата седмица при кварталниот извештај ви покажав едни фотографии кои што ги видовте дека во Битола состојбата не е катастрофална. Овде можеме да се убедуваме дека не е така, дека вие направивте, не знам што направивте нешто феноменално, меѓутоа моите колеги споменаа дека во јавноста ги нема тие. Еден од колегите се обиде да не убеди тука дека трошењето на парите било многу транспарентно, дека се направени неколку нички, не знам колку качина, не знам дека интервенирано е на одредени улици по инфраструктура, значи поставена е водоводна и канализационна мрежа. Меѓутоа, почитувам колега, тоа се тековни работи на општина Битола. Значи, тие не се пари што работи што оваа власт ги направила. Значи, може да се правите што нешто за кое што ние ни се обврските на власт. И било која да е власт, тоа треба да го прави. Ако не го прави, треба да се замени. Таа е логиката. Не може да се парите, сте направили улица од 20 метра, капитален објект. Не. Сето на друго што го ветувавте во вашите изборни програми го нема. Значи, нема да се повторувам све што све нема. Значи, нема на видели. Нема пари, нема ништо. Уште неколку реченици сакам да споменам, значи го споменавме кредитот, зарама кој што требаше да го добиеме, не го добивме. Зошто не го добивме, јас не слушнав одговор. И минатата седмица прашав, повторно ќе ве прашам вие што сте инволвирани во комисијата за финанси и буџет на вашата партија или таму или каде се членувате, кога има представник на општината. Еве пак, јавно го прашав началникот Таверски, пак ќе ве прашам и вас. Дали
некои проекти кои што општина Битола во минатото ги има добиено да ги реализира, се ненаменски потрошени, средствата на тие добиени проекти се ненаменски потрошени, за денес, како казна од Министерството за финансии, толку ни биде ускратен овој кредит кој што требаше да го добие. Бидејќи јас учествував на таа дебата каде што беа представниците од Министерството за финансии, мислам, во тој момент ни беше кажано дека нема никакви пречки за ние да го добиеме кредитот. За сега на крајот од годината, после неколку месеци од таа презентација, да се каже дека има некои технички проблеми. Кои се тие технички проблеми? Дај да видиме што да работи. Значи, ние не можеме да добиеме ниту кредит. Нешто на вистина овде се случува што не треба да се случува. Вие сте владеачко мнозинство, вие повеќе знаете од мене, јас не сакам да некого обвинувам и критикувам, затоа има служби што ќе го видат. И така, значи, една колешка спомена што се спомнува во нашите бомби. Па ние немаше тоа да го споменуваме ако таму беше се чисто. Значи, таму загува некој криминал или недомаќинско работење. Недомаќинското работење и на централно, кое се рефлектира на локалната власт, доаѓа до оваа ситуација што денес овде имаме, да го кратиме буџетот. Значи, граѓаните немаат пари. Почитуваниот колега што зборуваше за улиците знае како се полни буџетот, значи нешто напомена од тоа што сакаше да го каже. Значи инвестициите, скромноста по штедење, каматната ставка и сега ги плаваме четврт економски параметар, колешката таму знае дека тој предмети го предава на училиште. Значи и ризикот. Ние покрај овие параметри што ги имаме од економска гледна точка имаме ризик. Инвеститорите не доаѓаат во држава како што сме ние нова ниво дојдени. Со разорена економија, со задолженост кон странство од околу десетина, со домашниот двор, десетина милиарди евра, значи никој не еди во сиромашена држава. Никој не еди каде што се слушаат криминалите на власта. Никој не доаѓа каде што обвинети се еден куп луѓе, значи обвинети, пазете, дека не работеле незаконски. Тоа странските инвеститори го гледаат. Странските држави повеќе од нас знаат. Нема да дојдат ниту во касарната, ќе продадеме место, почитувам колега, ниту во жабените, што се крстете дека се таму ги спродајме. Ова златите ги го памти добре записника. Ниту ќе уредиме галежно земјиште. Ниту домашните, ниту странските инвеститори немаат сигурност. Ајде ќе земиме домашен инвеститор, нека не е странски. Човекот како ќе инвестира кога законодавството во државата не е катастрофално. На секој чекор ќе биде казнен. Уште не почнат да работа, му идат инспекторите, инспекциите му пишуваат по неколку казни кои се илјадници евра. Човекот ќе се откаже нормално. И тој што работи се откаже, ови да инвестира, да прави нова фабрика или нови работни места да отвора. Тие се проблемите со грешната монетарна политика и фискална што ја воведовте додавте на тоа реч. И уште повеќе ќе тониме ако кога се продолжува и кредит. Јас не знам вие што имате преземено тоа да го спречите. Јас сега ќе потенцирам, значи ние цело време велиме градоначалникот Талевски и цело време велиме дека тој е најголемиот кривец. Јас велам не. И вие имате удел во тоа. Затоа што сите желби што Талевски ги има напишано, вие со кревањето на раце му ги имате аменувано. Има некој од вас доблест да стане да рече не, господин градоначалник, ова не вреди. Ова не може да помени, бидејќи овој проект не е добар, бидејќи нема пари во буџетот и така да. Сигурно дека не. Вие каква си иерархија владае во вашата партија, не знам како и досега не видов дека некој му се спротистави. Токму заради тоа сменувате речи. Значи, ненаменското трошење на парите. Ќе го споменам на крајот и ќе предложам неколку амандмани кои што знам дека нема да бидат прифатени, меѓутоа должно сме да ги кажам од оваа говорница. Значи, велите дека ако предложи опозицијата некој проект не го прифаќа. Ма колку бил добар? Зошто не го прифаќа? Прифатете го како чутувани колеги. И ова сега што ќе го кажам јас и моите колеги што ќе предложам. Прифатете нешто. Кажете нека биде ваш, ама нека биде во интерес на граѓаните. Не мора да кажете дека опозицијата го предложи. Не мора, ама нека биде добро. Ќе ми биде гордост кога ќе поминам по тој проект што изграден, дека ние сме учествувале во овој проект кој што наистина е во интерес на граѓаните. Се што иде од оваа страна да се отвори ад-хок, пред да биде предложен. Јас навистина денес ќе бев среќен
ако ние наместо намалување на буџетот имавме зголемување на ставките во буџетот и на приходната и на расходната страна. И тоа ситуацијата е таква како што е. Не сакам да се повторувам, седи сам дека ја кажам, ќе напоменам само некои амандмани кои што сакам да ги предложам, ќе споменам пак, знам дека нема да ги прифатите, меѓутоа должност. Ево ќе ги прочитам, ќе го ги дадам на службите, па комисијата нека ги разгледува понатаму. Пари знам дека нема, меѓутоа ќе се обидам ако може нешто да добиеме. 6 милиони денари за изградба на надвозник на улица Крстен Аве кон новите гробишта. Ова е во населбата Горно Оризари, автобусот број 4 да може да прави клучен тек. Значи лани го предлагав за буџетот, не беше прифатен. 1 милион денари реконструкција адаптација на игралиштето во село Лавци. Сите знаете зашто овде ги барам овие пари, затоа што Битола остана без ниеден стадион. Значи и градскиот стадион што беше сега разорен, дечината кои што се занимаваат со фудбал и останати спортови за кои што е потребна трема, не можат да имат простор за тренирање. 3 милиони денари, ево, нека биде 1.500.000 оваа година, 1.500.000 во наредниот буџет, 1000 денари, за изработка и поставување на информативни табли на влезовите во Битола. Навистина сме катастрофа, знаете и вие, да доаѓа некој старец не знае каде е центарот, каде треба да влезе и како да се престрои на улиците кои што водат на влезовите во Битола. Како друг мој предлог бил реконструкција и проширување на паркинг простор кај училиштето Климент Охридски, 1 милион денари. Некои од службите ме праша пред 2-3 месеци каде точно се наоѓа и што бара, меѓутоа само прашањето остана на хартија. Ништо понатаму не е преземено. Таму има потреба, имам образложувано зошто, бидејќи има огромен број на возила кои што ги чекаат своите дечиња, ги носат до училиште, ги враќаат назад и така натаму. 5.500.000 денари за изработка на детален урбанистички план со цела пропратна документација, кој што ќе опфаќа планот, детален урбанистички план ќе опфаќа простор кој што вие како владеачи мнозинство ќе го одредите, општина Битола ќе одреди простор собственост на општина Битола за прифаќање на превозните средства со кои што доаѓаат и си одат туристите од Битола. Значи, она каде што идат сега автобусите пред спортската младост, Сала младост е жив резил, значи луѓето доаѓаат таму и ги гледат тие дупки и тие ѓубришта таму што се пред спортска Сала младост, а од друга страна вие тој простор го издадовте и за паркинг простор, значи на јавното предпријатие за паркинг. Затоа, јас мислам дека треба да се најде соодветен простор, каде што, навистина, странците ќе доаѓаат и ќе си одат во една порелаксирана атмосфера. 5.500.000 денари предлагам да му се отделат на јавното предпријатие Комуналец да набави 10 основни средства, значи 5 моторни пили и 5 оние косарски за трева, со кои што ќе се интервенира на патиштата, при градските патишта и сите оние улички што ги имаме во градот, на кои што има трева по 2 метри. Значи тоа минатата седмица ги покажам сликите, затоа ги имам тука, значи можам да ви кажам, ако Комуналец нема пари, за јавно зелениво, ево, вие како општина, бидејќи се грижиме во интерес на граѓаните, 500.000 денари. Тоа кошта околу 200.000 денари ќе коштат тие набавка на тие средства и уште 200.000 за луѓето што ќе ги ангажираме, што треба да платиме таму месец или два, колку што има време да работат некако декември месец. 3 милиони денари да се издвојат, ова е многу битно, ќе ви напоменам, колеги, слушайте внимателно, бидејќи вие фалевте што работело во општина Битола, 3 милиони денари да се издвојат за проширување на патот кој води Битола Демјан крак од Премат Црнобуки. Тој пат сте го изградиле, че да говори на истината, меѓутоа сте го стеснали за проширување. Овие средства да се прошири патот и да се направи технички прием, бидејќи таму не може да се развиват превози. Мештаните реагираат, да се биде таму. И ова нема да помени сам, меѓутоа го предлагам. 1 милион денари бара буџетот на општина Битола да се издвојат за тампонирање на 2 улички во Долно Оризари. Беа луѓето колку се сеќа работа
ве на пресконференција, ве на телевизија, на вистина не можат од таму да излезат со хеликоптер, не пешки. Имаат дечина кои што на училиште и на вистина тие улички не представуваат некој сериозна сума која што би требало таму да се тампонира тој пат. Ево, нека не биде асфалт, нека биде тампон. $1 милион за тоа Ризаре. $1 милион за водоснабдувањето, прочитувам колега во село Рисола и тоа го немате решено, не го прочитавте, не го слушате. Во програмата го имавте, не го решите. Водоснабдување во село Рисола. Во програмата дека го никој не гледа. И прегонија телевизорите да помнат програмата. И $1 милион, $1 милион повторно да ми се даде на двете јавни предпријатија комуналец и нискоградно за чистење на канали. Очевидно предпријатија да нема пари, па дайте да им помогнеме, нека западаме финансијата, нека ги изчистат затоа што повторно доаѓаат тврдиши. Значи ова е сето тоа што сакам да го предложам, знам дека овекето нема да ми фатите, меѓутоа ова е тоа. Това е тоа, почитувани колеги. Ајде, моја тишина. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Олга Лозанска. Александр Касаблохајда.